почитуван председател со комисијата, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Значи, во намера на подобрување на текстот за Законот за установите, предложивме амандман со кој детално ќе се дефинира во кои ситуации ќе му престане учеството на одреден член во управен или надзорен одбор. Покрај постојните услови, значи, додаваме дополнителни ситуации и тоа се на негово барање, смрт или губење деловна способност, неоправдано отсуство, нешто што го имаме кај јавните предпријатија, 2 пати или 3 пати во една календарска година, 2 пати последователно, без покритие. И ова што посебно сакам да го издискутирам, да му престане мандатот на член ако е извршена ревизија во установата и таа ревизија утврди материјално-финансиско работење негативно, односно проблематично согласно законот, или ревизијата утврди проблеми со работење на јавната установа, односно установата. Други моменти во кои сметаме дека треба да престане мандатот е доколку лицето даде невистинити податоци и правосилна пресуда. Ке се задржам на ова што го кажав за ревизијата. Ревизијата оде во некоја јавна установа и утврдува недоследности во работењето. Утврдува дека имам проблеми со финансиите, утврдува многу недостатоци во работењето и тоа е јавен ревизорски извештај кој е достапен и треба да послужи на основачот на установата да постапи по истиот, односно самата установа да ги коригира тие работи или основачот да преземе одредени дејности. Сега, во ситуација кога имате фиксиран мандат на членовите, прашањето е зашто вакви сериозни наоди од ревизијата не би биле причина за разрешување, законска причина за разрешување на одредени членови од управните и надзорните одбори или целосно разрешување на истите и носење согласно овој закон на лица кои можат да си ја вршат работата, сакат да ја вршат работата за соодветна нормална надокнада и имаат капацитет тоа да го направат и на некој начин установата да покаже позитивни резултати и во финансиите и во своето работење, односно во насока на подигање на нивото на самата установа. Овде, повторно, ако направиме некоја подлабинска анализа, остава впечаток дека владата, односно основачот на овие јавни установи, некаде може да стимулира лошо работа. Ке речете зошто и дали е тоа воопшто нормално? Јас ке речем да. Затоа што буткањето на јавна установа во лошо работење и подржувањето на таа политика може да значи стечај, може да значи укинување на јавната установа. Што ќе настане? Ќе настане празен простор кој ќе го заземе приватниот капитал и тоа веќе политика на голем. Значи, ние одбиваме амандман со кој вакви сценарија кои реално може да се случат и се случувале во нашата политичка пракса, сакаме да ги детектираме со закон и да ги оневозможиме. Едноставно, ако лошо работат, ако ревизорскиот извештај каже ова не чини луѓе, овој управен надзорен одбор треба да си одат. И тоа ќе го регулираме со закон и ќе знае тој што ќе седне таму дека ова му следува. Дека нема да биде амблок заштитен од политиката затоа што политиката го поставила на тоа место.
И вместо тоа да го регулираме со закон, ние викаме ова не ни треба, регулирано е со нешто, со ништо, и ќе оставиме повторно ситуација до ситуација политиката да си го направи своето, односно нечестни интереси во политиката на секој чекор. Одбивањето од страна на министерот за економија е очекувано, затоа што, амблок треба да се одбијат сите амандмани. Сега наред е гласање по овој амандман. Сметам дека немаме дилеми дека ова треба да се усвои и дека треба да биде внесено во законот со цел да се подобри текстот и јасно да ставиме на знаење дека во оваа држава покрај што ги дигаме критериумите за влез во управни и надзорни одбори и тие што сега се поставени, а согласно закон им продолжува мандатот до крај, а се поставени генерално 97% партиски, дека ако не работат соодветно, ќе им следи отказ. Ние тоа нема да го возможиме со законот, едноставно ќе ги оставиме овие луѓе да си тераат политика, затоа што се политички внесени во тие управни и надзорни одбори и во даден момент ќе треба да одработат за политиката така како што некој ќе им нареди, а тој што ќе им нареди е тој што ги ставил. Тоа е тој нашиот магичен круг, кога сакаме нешто да подобриме, а во суштина и не подобруваме, односно јасно ставаме до знаење дека правилата ќе важат за едни, нема да важат за други, дека јавниот капитал ќе го штитиме само во еден дел, нема да го штитиме мешовиот капитал, каде што има јавен интерес, односно јавен капитал, и дека лошото работење нема да го санкционираме. Тоа е политиката на оваа влада. Благодарам.